По повод Светскиот ден за хронична обструктивна белодробна болест ХОБ 21 ноември, кој се одбележува под мотото "Никогаш не е прерано, никогаш не е предоцна", Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје денеска организираше бесплатни прегледи за мерење на дишната функција. Како што објасни докторката Билјана Илиевска-Поповска, специјалист пулмоалерголог од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, со овој настан се испраќа порака до населението на Република Македонија за важноста на препознавањето на оваа болест, навременото дијагностицирање и правилното лекување на оваа болест ќе го подобрат квалитетот на живот и животниот век на лицата кои страдаат од ХОБ, додава докторката. Хроничната обструктивна белодробна болест најчесто се открива за жал во веќе напреднат стадиум од заболувањето. Ова е, реков, една глобална иницијатива, така да денеска речиси повеќе од 50 земји во светот го одбележуваат овој ден со цел да на пошироката јавност го става до значењето за хроничната обструктивна белодробна болест и да ја подигнат свесноста за ова заболување, а при тоа да се придонесе за нејзина превенција и за нејзино подобро лекување. Со таа цел, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза и Сдруженијето на пневмофтизиолозите на Република Македонија денеска овде во просториите на Capitol Mall организира акција за бесплатни мерења на дишната функција на граѓаните кои што овде поминуваат, со цел да им овозможи да преку пополнување на прашалник и преку спирометриски тестирања се одреди, сега не целосно, меѓутоа делумно, нивната белодробна функција и белодробниот капацитет. На крајот, граѓаните ќе добијат медицинска белешка со која што можеби ќе имаат наод дека нивната функција е сосема во ред, а можеби ќе добијат совет дека треба да се јават во некоја од пулмолошките установи, каде што ќе бидат направени понатамошни испитувања со цел точно да се установи за што се работи кај овие пациенти. Докторката Поповска од институтот исто така вели дека најголемите ризик фактори за појава на ХОБ се пушењето и штетните материи од загадениот воздух. Смета дека овие промени што настануваат како дефинитивни промени во белодробието се резултат пред се на надворешни честички што ги вдишуваме преку воздухот, а тоа се значи штетни влијанија од надворешната средина. Пушењето се смета како ризик фактор број 1 во настанувањето на ова заболување, иако, како што споменав, и други фактори играат улога, а пред се изложеноста на загаден воздух во затворени простории, како изложеност на загаден воздух на отворени простории, професионална експозиција на одредени штетни гасови и материи, чести респираторни инфекции во детството и секако дека и генетската предиспозиција има свое значење и улога од кое заболување нели ќе се разболи во текот. Пулмолозите препорачуваат сите кои се во можност да направат медицинска проверка, без разлика на возраста и животните навики.